За неколку недели првачињата ќе седнат во училишните клупи. Родителите треба да ги подготват дека има ограничувања кои што мора да се почитуваат со оглед на ситуацијата со пандемијата. Како сето тоа да се објасни да биде прифатливо за деца од 6 годишна возраст и да не создаде отпор за да сакаат утредента пак да се вратат во училишните клупи. Сите се наоѓаме пред еден предизвик кој треба да го реализираме, да го заштитиме здравјето на учениците и на сите вработени во училиштата. Во периодот што следи, родителите треба да ги подготват своите деца за поаѓање на училиште и да стават акцент на работите што можеме да ги контролираме, а тоа се носењето на маска, често и правилно миење на рацете, држање на дистанца. Например, преку креативен начин да им објаснат на своите деца дека со носење на маска ти имаат супер моќ да ги заштитат своите другарчиња и самите себе си. На тоа градиме одговорни ученици и развиваме профил на грижлив ученик. Второ и трето оделение се навикнати на нешто друго. Тие минатата година кога оделе на училиште се дружиле со своите другарчиња. Како сега родителите да ми објаснат дека не треба да имаат близок контакт со своето другарче? Како се тоа да не создаде отпор кај тие деца? Значи, многу ќе треба да се стави акцент посебно на второоделенците, затоа што тие минатата учебна година беа прво оделение и беа многу кратко во училишните клупи. Ќе имаме повторна нивна адаптација, затоа што нели со затварањето на училиштата тие наставата ја продолжија онлайн од дома. Во периодов што следи исто така, родителите треба да бидат во постојан контакт со училиштата на своите деца и да се информираат за сите активности што ги превзимаат училиштата за безбедност и за безбедност и здравје на учениците. Исто така треба да објаснат на децата дека треба да држат дистанца кога ќе тренат на училиште, ќе не смеат да имаат физички контакт, ќе не смеат да имаат гушкање. Едноставно, кога ќе влезат во училница заедно со наставничката, ќе изнедат некој креативен и забавен начин на поздравување кој ќе го користат во самата училница. Например, кога училиште Кирил и Методиеве Стајковци, да кажам, имаме постојана соработка и поддршка од Советот на родители и сега сите училиште и нашето училиште е во фаза на изготвување на тие процедури за безбедно поаѓање на училиште и на времено информирање на сите родители. Значи, пак ќе кажам, многу е битна соработката меѓу родителите и училиштето во овој период, за да можат децата да се подготват за правилно поаѓање на училиште. Ова е нова ситуација и за родителите, и за наставниците, и како да се извлече максимум од децата и сите да бидат задоволни на крајот на денот. Ете како, сите на крајот на денот сакаме да бидеме задоволни со тоа што сме го сработале и пак ќе кажеме во овој период, значи периодот што следи многу ќе биде значајна комуникацијата на оној познат триаголник ние што го викаме во образование, тоа е комуникацијата родител-наставник-ученик. Ова е голема можност за сите наставници и ученици да ја покажат својата најкреативна страна. Исто така да го развиеме критичкото мислење кај учениците, да ги мотивираме учениците да истражуваат содржините што ќе се работат на и да дискутираат за истите и голем акцент ќе се стави на вон наставните активности, каде што председ ќе бидат водени од страна на самите ученици и морам тука да ги споменам и стручните соработници, затоа што тие и во претходниот период и во периодот што следат, тие се првата алка, да речеме, во училиштето, каја даваат поддршката и советувањата како на учениците, така на родителите и наставниците. Кој е вашиот совет како да ја прифатиме новата реалност? Мојот совет за оваа целокупна ситуација е дека треба да имаме отворен пристап кон децата, значи да разговараме со децата, како што кажав на почетокот, да збориме за работите кои што можеме да ги контролираме, значи носењето на маски, често миење на рачињата, држање на дистанцата.